Кога бев во Англија, кога живеев во Англија 1 година, покрај семејството и пријателите, нешто што најмногу ми фалеше беше планината. Беше шара. И тоа чувство беше баш така, како што ми фалеше мајка ми фалеше и шара. Ми фалеше поглед да допре негде, да се одмори и да го почувствувам чувството дека сум дома, дека тоа е дом. И шара, јас се гледам стално од балконот, кој што гледа на западна страна, фактички го имам тој поглед на шара. Па не цел. Стенче, мислам дека го спомнав овој муабет, е едно селце, населба, кој што е од спротивната страна на Полог и мислам дека го има најубавиот поглед на шара. Што не е воопшто чудно, затоа што Стенче и било населба која што било, да речеме, центар на целој овој регион, и уште по древни времења. Во Стенче има стара неолитска населба, најдена е големата мајка, статуетки од големата мајка таму. Значи поврзаноста со големата мајка, да речеме, со таа култура постоела тука. Интересно е што од таа страна, значи била, да речеме, главната населба неолитска, барем што знаеме до сега, што е откриено. А од таму го има погледот на цела планина. Таму може да се види целата величинственост на шара. Тие тогаш го имаат тоа крстено големата мајка? Се знае дека ние сега го викаме култот на големата мајка. Да. Па Магна Матер, така си е познато, нели? И низ јазиците, низ историјата, мислам дека така си го носи името. Во Рим го викаат Магна Матер, тогаш е последната фаза на... Не, обратно. Да. Тие го превеле. Па добро, тие го превеле, пошто порани се корените тука кај нас. Археолошки покажува дека големата мајка како култура има во Македонија застапена на многу локации, една од нив е Стенче. Фигуринките ги има, значи, во различни форми, подоцна се склопувани да се види кој се како, значи се наоѓаат делчињата, се склопуваат. Тие што ги имаме во музеј се фактички сите скршени на некој начин. Најдени се скршени. Стенче го има најубавото sun gazing местенце, да речеме. Баш позади заѓа позади шара и се гледа целата таа круна, што е прави кралица, што баш личи дека е како крунисана. Од таму е тој момент. Уште еден момент, шара е женски род, нели? Добро, да. Римјаните ја крстиле планета Скардус. Скардус е машки род. За нив е тоа, значи, поинаков поим отколку за населението кое што живеело тука. Шара е хранителка, шара е бранителка, шара е учителка за сите нас кои што живееме тука и за луѓе кои што се или од други места што искусиле шара. Така што сакам да го нагласам тој женскиот момент, моментот на како ја доживуваме ние како мајка, како родителка. Така и со планините во Непал. Англичаните ги преименуваат во машки род, како Сагармата, Еверест. Мислам дека првото нешто што ќе ми падне на памет е мајка природа, како нели дел од мајка природа, а и природа може да се подели како природа. Пак дава род и благодарение мислам на тие низини чисти води, шуми и почва кој ни дава живот на сите. Мојата конекција со шара е одамна, уште како дете кога моите ме носеле на скијање и сум им го расипувала секој викенд пошто ми студело. Те научила до тој момент да сега сакам да влегувам во ладна вода, сакам да одам на најстудените места. Шара ме научила на вистински хималајски услови. Ама како зборевме преска во некој помеки. Нежно, понежно. Малку на понежен начин, мада и не мора да значи дека е нежно, затоа што гора ако те фати магла, не знаеш на кај тераш. Толку слаба, толку е тешка за ориентација и на вистински хималајски услови имам таму. Во една прилика ти имаш кажано и шара е кралица. Секогаш мене, да речеме, хоризонтот со тие стрмни страни испресечен ме инспирирал, ми давал акција, знаеш, енергија и мотивација и све. И го доживувам како круна естетски. Овој муабет што го почна, допира до една многу битна суштинска цивилизацијска во Македонија, да речеме, не е чудно воопшто да ние сме поттикнати да воздигнуваме планини и други работи како во женски род, баш како кралица, баш како мајка. Кај нас мајката, ова е мајковина пред се, а не татковина. Тој концепт на мајковност го има кај нас. И тој е древен концепт кој што веројатно сме го наследили од нашите предци. Чувството дека не штити, чувството дека не храни, не инспирира, не мотивира, е природно чувство. Интересен момент да се види
како народот, нели, ја доживува Шарпланина како мајка. Ми потисна, ми потвати 3 овчари. Ај пушти мене Шарпланино, имам жена што ме жали, додека вториот и вели пушти мене Шарпланино, имам сестра што ме жали. А третиот и вели и се моли пушти мене Шарпланино, имам мајка што ме жали. Па им одговара Шарпланина и на првиот му вели жена жали 6 недели, сестра жали до година, до венчавка, а мајка жали цел живот, до века. И го пушта. Третиот овцар преживува. Ова е како народот ја гледа Шарпланина. Значи пак тука гледаме момент дека мајчинството е доминантно како чувство, дека и луѓето се чувствуваат како своја мајка. Планинарењето од овдека ни поттекнува. Љуботен годинава слави својата 100 годишнина. 1925 е формиран клубот Љуботен. И тоа е единственото планинарско друштво што обстанува и што функционира постојано. Значи, сега мина ми е сето тоа интересно и од областа, нели, спорт и планинарски спортови. Тука скокалницава сведочи на прекрасни, значи, интернационални настани што сме ги имале. И моите лични искуства, мислам, прво е колку благодат дава, нели, од сите тие спортови многу пати е докажано како делуваат и на физичко и на ментално здравје. Сега не само што имаме планинарење, имаме шарски води, велосипедизам, ски туринг почна и фрирајд и така натаму. Сочувствувам со тебе на тема честа асоциација со планината ти е спортот. И мене ми е исто честа локација за правење некаква активност, здрава, духовна, физичка, умствена, ми е планина. Сакаш нормално да излезеш од град, да отидеш во природа, отидеш на планина, заради сите работи што ги кажувавме. Дали, ако отидеш на планина и не правиш ништо, за разлика ако си седиш дома и не правиш ништо, имаш различно чувство. Небиднина е тоа долу, таму, небиднина, не се бидува, не проаѓа времето некако, или проаѓа брзо, или проаѓа тука ти е, си со себе. На тоа те учат планините, да си благодарен на малку, да можеш да живееш со помалку и да си благодарен. Што ме тера да се надоврзам, колку е битно, токму ова се што го правиме сите, дека Сандра пред се. Минатата недела имавме камп со деца тука. Токму како дел од Прошарај. Нема телефони. Нема телефони, немаше ни потреба. Значи, они дури им беше дадена дозвола телефоните да сликаат, да фотографираат. Имавме надпревар за најдобра фотографија. Кај нив, дури и самите беа збунети колку уживаа во она што велиш и ништо да не правам. Во бидување свој, бидување Да. Тоа што сум. Значи, се губат сите тие дали наметнати ликови или се што на градот ни го наметнува, сите тие морам да бидам таму, морам да правам тоа, сето тоа се стопува тука. И најднаш дојдеш до самиот себе. И сите сме тоа што сме. И се препознаваме како такви, и тоа е убавината, тука е дружењето, тука е скромноста на планината, не бара планината грандиозност, не бара екстравагантност, бара скромност, бара бидување пред се со себе па со другите. И тоа е тоа што го чувствуваме ние како мајчинство кон Шара. Таа љубов треба да се засади и кај деца, пред се. Не е лесно, денес е многу поголем предизвикот, затоа што ние во наше време, например, немавме телефони да ни го влекуваат вниманието, па ајде да одиме на планина, било супер екскурзија. Имало и да речеме возбуда во сето тоа. Сега еве конкретно внуциве мој се обидов неколку пати да ги натерам да дојдат нагоре, нема шанса. Сега е моментот на играње игри. Тоа што велиш дека не е лесно? Токму тоа, затоа што илузијата на она што ние мислиме дека сме е многу моќна сега. Љубовта кон планината е како да засадиш дрво. Значи, треба да се негува, треба да се гаи, треба постојано да ги излекуваме децата, постојано да ги носиме кон планината, да ја запознаат, викам да ја видат, да ја слушнат тишината. Тоа е многу магичен момент на Шара, например, кој ќе стиша се, па дури и ова, брмчењето, има моменти кога Шара зазвучува со тишина. Тоа е фантастичен момент, не знам како да го пишам поинаку. Звучна е тишината, прекрасна тишина. Сабајлички тој момент се доживува кој ќе станеш изутрина. Значи тоа е најубавиот момент на Шара, кој ќе се искристализира цела планина, која станува. Тоа е едно од оние искуства што немаат збор. Да чуеш тишина, нема збор за тоа. Да. Треба да ја чуеш. Блаже Конински има напишано многу песна, но може подоцна да ја прочитаме.
Он го опишува тој момент и тоа декемвриски момент, кој ќе паднат снеговите, ќе се разбисли цело небо, со снего, плаво-бела комбинација. Само еден момент со тоа не е лесно. Не ќе да го оставам така, Да. затоа што е многу лесно. Затоа што е многу лесно, точно. И- Да. А не ќе да чујат луѓе и да си го земат, не е лесно, па да, дете, Да, ненормално е лесно, Да. затоа што Не бара ништо. потребно беше едно доаѓање со ќерка ми. Така. Едно. На 6 години си доовме тука, си исхајкавме натака, се вративме, си тидовме дома. Од тогаш па натака, тато шара, тато планина, хаик, искусено е тоа зашо не мора да се раскажува. Да. И сега можеш да го да и го оставиш тоа на неа во животот и тоа И си зрнцато е оставено. Така да. Така што е За неверојатно лесно. Да. Неописливо лесно, до толку е лесно што треба да правиш ништо. Така да. Дојди, не прави ништо. Само дојди, да. Семето е засадено, поздрав сега. Една од најчестите асоциации што си ја правиме со планината е и воздухот. Ја од Вода. тебе го имам чуено еден од најубавите склопови на мисли, како од зборот Си играм јас воздух, со ти уствари ги ги најде дух и вознесе. Да се Си играм јас вознесе така со духот. зборовите. Воздух е да се вознесе духот. Нема тајм лимит, Нема уживај. тајм. Воздух, Значи, од духот се лингвистички вознесе. аспект, јас сум филолог, значи не сум лингвист по струка, ама ме интересирало и сум студирал и сум учел такви работи. Илија Чашуле е еден интересен палеолингвист наш, кој што ги студира старите, он истражува зборови во македонскиот јазик кои што имаат фригиско, бригиско потеклото, се старите протобалкански јазици. И во лингвистиката има, кај езиците, како што се развиваат јазиците, има една тенденција на згужвување, на скратување. Ги скратуваме ние зборовите. Да. Значи, предпоставката за голем број на палеолингвисти дека слоговно се зборувало, или барем повеќе слоговно се зборувало во древните предели. Тие што биле предците на сите нас. И тие скратувања со текот на времето ги добиваме овие форми кои што денес ги имаме. Сега јас како современ лингвист се обидувам, се поетски пред се така екскурзии, да видам дали има можност да ние да влеземе во таа длабочина на зборот, во таа згуженост на зборот и да се обидеме да најдеме која била идејата на некој таму наш предок за Reverse engineer да му како направиш. нешто така. Се за македонскиот јазик конкретно на пример имаме македонскиот јазик е оспоруван, или 45-та го измисливме, што везе нема. Многу е стар македонскиот јазик, еден од постарите, ако го гледаш како стебло, како корен, како се развива, влијание има. И денес, нели, имаме англиски влијание, лаптоп и така натака. Турски еден куп, ама граматиката е таа што останува. Граматиката нас не издава дека не сме баш целосно словени, пошто немаме целосно словенска граматика, имаме малу поинакви, немаме падежи, имаме поинакви и така натака. Воздух, реално, или не само воздух, например, ја го гледам истото и во Македонија, како збор. Не се кире, тоа е наредно. Тоа е наредно. Наредно ми. Значи, се обиду, сега да го довршам, да го комплетирам. Како ние знаеме, од кај знаеме како звучал македонскиот јазик, матиката, пошто немаме нели пишани извори. Имаме, ама не се третираат како дел од овој јазик заради политички влијани и така натака. Демотско писмо имаше едно што го истражуваат двајца наши научници, Тентов и Бошевски. Тоа е писмо што е најдено на плоча во Египет за време на Птоломеидите. И го се обидоа да го дешифрираат. Они се IT компјутерџи, C++ и така натака. Значи они барале да го декодираат, не да најдат фонетска кореспонденција. Подоцна развиваат и некои фонетски решенија и дознава дека писмото е слоговно. И тие ми дадоа мене идеја дека да, овие зборови вознес и дух, воздух, дека така функционира на некој таков начин, да речеме, се развивала граматиката во тој период. Ова е недоистражено, ова е се уште во некоја бегаат луѓе, во лингвистите бегаат тоа тема затоа што нели
ние сме дојдени од Закарпатите и сега да не чачкаме некои такви работи, ама генерално има таков тип на згужување. Сега јас како поет се обидувам да ги од reverse engineering, Да ги расклопиш. да го видам, да го најдам тој процес во себе пред се, како би можел да се одвива и што не е веројатно. Значи тебе дека лично ти дојде тоа. Ова е мое, да. Ти го увиде сам. Петар Елиевски дедо би да беше овде. И ни појаснеше Малку подетално, да. Да, Как веројатно биде и го познаваш. Не лично, ама знам. Да. Ама видите што има смисла. Да? Воздух, дека е дух што се вознесе, дека е некој етер, дека е Абе сега, види. и на планина е друг воздухот, зашто е друг Кога ќе воздухот? кажам на луѓето дека Македонија мене ми значи, буквално Божицата мајка, и тоа го препознам во Маче или Маке, како слог, Деа или Теа или Божица, Деа, она, и се викам, шо ако тоа било некојаш узвик некој, значи кој одели овие во битки и викале Маче Деа, она е пример, сега си фантазирам, ова е моја фантазија. Она е големата мајка Божица, и си ја величале, нели, древните, и тоа останало да се препознава кај овие другиве непријателиве, како Македонија, пошто римјаните се првите реално кои што нас не заведуваат како Македонија. Аха. А тие ги латинизирале формите. Имале тенденција да латинизираат. Што слушнале тие што тоа така го правеле? Например, грците се крстени грци, грекои од римјаните. Они самите себе не се викале. Едно племе имало и они под тоа племе ги крстили Не сите ова грци. Елени или тоа. Тоа е нивната реторика. Римската реторика и грци, грекои. Да, ама за себе се Хелени. Така де. Така беше нешто. Сакам да кажам дека римјаните ги прекрстувале по свое. Така што и Македонија не знаем, со сигурност можам да кажам дека правото име на наша земја е Македонија, а не Македонија, старински. Чекај, што е разликата? Ќе, Кето. да. И тука е мајче, тука е Маче. Маче да она е. А инаку ова Тука е исто според. му го запишав како тема, затоа што го спомна у Еве, тој те- претходниот те- разговор, дека од Македонија го разложи на мајка Божица. А ние зборуваме за мајка Шара и сега си викам, Пак е ова поетско. има да елаборираш, па. Поетски е ова пред се. Значи не можам да тврдам дека ова е наука, не можам да тврдам да ти кажам со сигурност дека ова лингвистички го потврдувам дека така било, ама како поет ти викам шо ако било. И ако ти кажам, мене ми има смисла. Па има смисла, затоа што Завршува така и се приказната, чувствуваме што ќе ми е наука. И Македонија се чувствуваме како мајка наша. Така што за разлика например од други етимологии кои што викаат вака или така, ова има смисла. Држи вода, што се вели. Ти држи тебе вода? Јас нема вода. да навлезам во, не сум кадарна да навлезам во лингвистиката поради тоа што мојот дедо Петар Илиевски не е овде со нас вечера и јас не се чувствувам кадарна да зборувам во Ама бата негово ли име. лингвистика, Македонија е ова мајка го имаме Божица. слушнато, нели како една од објаснувањето, да, јас го имам слушнато и овој податок. Ти игра ли срцето кога ќе чуеш? Само по тоа го мерам. Те убаво Го мерило. слушам и ми игра срцето. Не е емпириски, ама Толку. важи. Толку, што ќе ми е лингвистика? Па добро. Го слушам, ми игра срцето, тоа во мојот универзум има смисла, ми се свиѓа, ќе ми користи духовно во животот. Мене Ќе не ми ми е носи тој среќа и позитива. Да. Сме чекале ред. Така? Сме чекале ред да се тоа беше исто твое, така? Да, И сме по- чекале ред да се родиме во Македонија. Па така да и се чудам на друго место. Добро Да. да. Што сакаш да кажеш со тоа? Ау, Инаку тоа е има многу кажано, комплексна ред работа. се има чекано да се родиш во Македонија. Така беше? Ред се чекало да се родиш во Македонија. Ја стално викам луѓе, знаеш, кои зборат за Македонија дека не чини. Ја викам многу е битно што не чини, затоа што сме тука да го очиниме, да го направиме кој што треба и сме дојдени со таа цел. Има многу луѓе кои што се освестени во Македонија, многу луѓе кои што се, да речеме, ја гледаат Македонија со духовни очи, многу луѓе кои што ја сакаат Македонија со духовно срце. Тоа е Ама многу што правиме за не? Ова се што го правиме е тоа што го правиме. И се мали чекори, мали капки, ама влијаат многу, прават и надворешно ефект, значи ќе слушнат луѓе, ќе видат дека Шара, значи ја раздвижуваме, не конкретно сега Шара е, ова може да се направи со многу други. Абе, Шара е у локалитети. Македонија, тоа е. Да. Моабетот ми е, ако се фокусираме, знаеш, голем број на духовници велат, остави го злото самото да си се справи со себе, самото ќе си се уништи. Една Не филозофија. знам дали ќе се согласам и со тоа. Од друга страна, па, ако се зафатиш со него на негова територија, ќе те повлече,
и ќе те руши енергетски вака и така. Единствено нешто што ја го гледам како решение е да дека се љубовта ќе го победи злото? само така. Само така. И тоа значи да Значи си само побројни да сме. тоа. Тоа значи да се засадат семиња што е можно повеќе на љубов кон оваа планина и кон земјава и да се гаи таа љубов. Значи мора да има луѓе што ќе бидат свесни, што ќе даваат отпор на некој начин, ама тенденцијата пак да не биде да го гаиме ова. Примерот два се очигледно, дека извираат страсти, пасија и желба за пренесување, го рековме, семето, љубовта, за искуствата тука. Ама од друга страна сме свесни дека за жал спаѓаме во малцинството на таквите луѓе, со ваквите искуства, со ваквите страсти, со ваквите желби. Постои некоја тензија, некој конфликт измеѓу таа желба за помагање, за да ете помалце нешто, да ја делиш љубовта, наспроти прибегнување кон себе, повлекување од овие обиди, затоа што знаеш дека ти си знаеш кај си е мирот, мирот ти е тука. Ама кога го правиш ова малце некако свесно излегуваш од мирот во обидот на ширење на љубовта, дали ја осеќате таа тензија, како се справувате со тоа? Една работа што ми падна на памет зошто доаѓа до тоа е можеби разликата помеѓу сакаш и љубиш. Знаеш, ако видиш цвет и ќе си кажеш колку е убав цветов, чекај ќе го скинам и ќе си го земам дома. Нели ние така и правиме, ние си експлоатираме, ама можеби ти ако го љубиш цветот, колку е убав цветот, многу го љубам. Нека си биде таму. Знаеш, тоа е еден концепт кој за жал немаме ние толку за жал во моментов, она што можам да го видам, нашата културна свест не е на толку високо ниво за да може некој тоа малку подлабоко да го истумачи, да го свати. И мислам дека таму потекнуваат некои клучни проблеми. Што даваш и што враќаш. Во оние утра, кога скришно надзирам, како сонцено татко стар и ги слекува сенките на планината стара, да би се видела сета убавина на шара. Седам исправен во нејзините прегратки и се најдов себе како љубам, проштавам и благодарам. Бела белина, сино синило, бескрајно зеленило, не можам да се нагледам на твоето шаренило.